Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВК Новодвис. А на моје огромно задоволство, мој гостин во оваа емисија вечерва е познатиот и признат македонски поет Никола Маџиров, нашиот сограѓанин. Никола, добро вечер и добре дојде во оваа емисија. Добро ве најдов, благодарам за поканата, Георги. Може ли со ти да се враќаме? Оти сме стари пријатели, нели, некако ќе ми биде незгодно. Да, велат Никола дека мај е најубавиот месец во годината, веројатно е тоа така. А згора на тоа велат дека луѓето родени во мај се нешто посебни луѓе. Се согласуваш со тоа? Посебноста на мај е нели поврзана со обновувањето на животот. Така е. Секако со сето оно што го носи пролета, едноставно со новиот циклус на боите, на животноста, на сето оно што го прави еден човек потребен во овој свет. Така. И секако поврзаноста е со голема, со нашиот како деца секако уживавме да ги откриваме мајските бумбари кои вешто се криеа зад зелените листови. И едноставно тоа остана да бидеш мајски, односно да бидеш мајско дете, е тоа да откриваш, да бидеш љубопитен цело време, да наоѓаш зад навидум невидливите нешта, нешто толку значајно мало, ама големо за себе и за другите околу тебе. Така, кога ги спомна бумбарите, сигурно се сеќаваш дека кога ќе фатевме таков бумбар, не го викавме мајски бумбар, току златен бумбар, нели? Така. И го врзувавме со конче и го летавме така околу нас. Ни беше интересно. Не знам, ти си малку помлад од мене, малку повеќе, ама беше така. Тоа интересно. Фативме само дел од тоа и во суштина тоа е таа, пак се враќаме на таа човечка љубопитност, нели? Нештата да бидат, да ги осетиме дека се далеку од нас, ама сепак да имаме контрола над нив. Тоа се, нели, така нашите фортуни кои ги и чумулиги кои ги летавме од доаѓаме од тоа поројско мало и таму беше навистина царство за овие летала. И пак ќе речам предизвик е веројатно тоа и е пресликување на животните наши желби, да осетиме силата кога нешто ќе не повлече нагоре во животот, а во исто време и да се исплашиме од таа моќ на височината кога ќе почнеше, нели, ветерот да дува и едноставно движењето на тие летала не плашија дека и нас ќе не одведат со нив. Посебно, нели, фортуните. Така. Ете така. Тука се одразува малку преку тие летала и социјалната разлика што и во тоа време ја имаше помеѓу луѓето. Оние почрваџујските деца поимотните имаа пари да си купат опрема, нели, тие аколи, тие трски, тие не знам, ортоми и така натаму, а ние кои немавме толку пари, ни беше доволно дневен весник, умешноста на таткото да ти направи чумулиги и со конец да трчаш помалото. И со конец, после 4-5 неуспешни чумулиги, да се погоди таа вистинската која... И тука е всушност големата радост. Зошто ми беше муабетот дека велат дека посебни луѓе се раѓаат во месец мај? Не дека е тоа така, меѓутоа знам дека тоа ти одговора и тебе и мене. И двајцата сме родени во месец мај, а ти синоќе наполни 49 години. Да. Тоа значи дека веќе не можеме и не смееме да го најавуваме Никола Маџиров како од типот, почитувани гледачи, мој гостин е младиот македонски поет, а тоа беше до неодамна, нели? Веќе Никола Маџиров не е млад. Кога поминаа тие толку години? Пред 10-20 години навистина така најавувавме.
Какво е чувството да се, еве, од денес и веќе го чекориш 50-та година, ја чекориш 50-та година од животот. Што би рекле срекна 49-та, нели? Срекна нова 49-та, така. Меѓутоа, административно, барем што се однесуваше до тие конкурси, прв пат се ја почувствував таа граница административна, барем во творештвото. Иако тука не постои старосна граница. Нема, така е. Да, кога аплициравме за некои стипендии и видовме дека лимитот е 35 години. Така е. Потоа до 35 години си млад, веќе... Да, тука административно не влегуваш во тие категории на млади автори или зашто секогаш имаше некоја географска одредница, источна, централна Европа и така натаму, и ние заборававме на таа временска одредница. Едноставно ја игнориравме. Меѓутоа, со текот на времето, разбираме дека годините, календарското време и она внатрешното време се во конфликт. Едноставно не одат заедно. Дали тоа го правиме од инает, за да не ги признаеме годините, но сепак сметам дека воопшто во творештвото секогаш е важно, не само во творештвото, да речеме и еден археолог или еден историчар, секогаш колку и да тој да се занимава со времето, со феноменот на времето, тој внатре мора да ја чува таа детска љубопитност, а тоа не е старе. Имаше Дерида една, се сеќавам, многу убава, во едно многу убаво интервју тој рече дека очите кај човекот не стариат, а всушност како ќе препознаеме љубопитност кај некого кога ќе почне да му светкат очите како на мало дете. И тоа е таа младост која треба ние да ја одржуваме без оглед на тоа што календарското време не гази. Многу убаво кажано. Па сепак, она што ме интересира е како Никола Маџиров денес ги чита, кога има веќе 49 години, како денес го чита своето творештво кој го напишал, нели, своите песни, стихови, кои ги напишал пред 10-20 години. Тоа е најтешката битка, соочувањето со самиот себе си, да. Зашто понекогаш, еве ќе речем Васко Попа, кога нели ние го сакаме и го читаме од овие бивши југословенски простори. Еден од најголемите. Најголемите, меѓународно признати. Тед Хјус дури во првиот број на списанието што тој го основал, Modern Poetry Translation, меѓу Јехуда Михај и меѓу Милош го има сместено поезијата на Васко Попа. Тој секогаш ги ревидираше неговите песни и секогаш објавуваше нови изданија. И навидно многу чудно ќе речеш зошто сега тој претерува, меѓутоа тоа може би страф од собствениот првичен глас, од собствената првичност, зашто сметам нели на почетокот кога пишуваме ние сме толку чисти како и толку кршливи и умот тогаш е побавен од срцето. И потоа доаѓаме во една фаза кога умот ја презема таа и тоа што велиме нели искуството, а искуството е само поинаквото име за сите наши грешки. А тамо и зрелоста. Тамо и зрелоста доаѓа секако. И кога сето тоа ќе надвладее над тој полет, почетен и изворски полет, и почнува таа страшна битка внатре во себе. И почнуваш да ги читаш, да ревидираш. Дури и Махмуд Дарвиш, венценосецот од 2007 година, кога го праша веќе пред смртта во едно интервју, што ако има нешто што би менувал, тој кажа не би сменил тоа, пак јас да бидам поет, макар и прогонет, изгнан цел живот во екзил живеел, туку како би сакал само да ги променам моите први песни. Така. Дали и кај тебе е таков случај? Секако постои таа битка, секогаш кога мислиш дека сега ова би го кажал со еден поинаков глас, меѓутоа тоа зрно постои. Сегогаш се прашувам кога ќе отварам некоја јаболко некоја без оглед на бојата на големината и само да ги ставам зрните, семето на масата, дали би можел да препознам кој е семе од која јаболко доаѓа. Тоа е сушност суштината на нештата. Меѓутоа со текот на годините доаѓа и тоа како изгледа јаболкот кога одиме да бираме јаболко на пазарот, почнува да те лаже и тој формата на тој плод и така. Кога деца тоа не ни значеше ништо. И затоа сметам дека со текот на времето тие битки се важни,
ги имали и кавафи с тие битки. Меѓутоа не треба да се претерува, зашто тоа сепак е дел од нас. Тие брчки што ги имаме сепак се формирале во текот на целиот живот, не се само од вчера. Така. Често пати си ми бил гостин во разноразни емисии на програмата на ТВ канал Вис и секогаш сме имале убави поводи, а тие поводи секогаш биле твои патувања во странство, гостување на разноразни фестивали. Како да го нема тоа сега? Во право сум или не? Вака има, да, секако дека е поретко и заради околностите, и заради ситуацијата со ковидот, со и војната и така натаму. Меѓутоа и некоја желба собствена да повеќе време да поминам во мојот роден град, да ги прошетам истите тие улици по кои одев на училиште, да видов како тие дрва се разграниле, зашто велат кога се враќаш назад дома, чувствуваш колку и ти самиот си се променил, не само градот. И со таа секогаш ни требаат надворешни импулси за понекогаш да сватиме колку сме се промениле. И враќањето пак на почетокот е важен миг, зашто сметам дека човек живее некаде не според тоа каде неговото тело е во мигот, туку според тоа колку се враќа таму. Секогаш кога се враќам во куќата кај што израснав, одам да ги погледнам цветовите што мојата мајка ги засадила и покрај тоа што таа е мртва веќе 3 години, меѓутоа тоа цвеќе се уште расте таму и тоа е фасцинантно. Тие знаци, откривање на тие убави знаци на возобновувањето се всушност причина за моето враќање. Сепак, значи, сепак живее твојата мајка преку тоа цвеќе и така. Така, и по тие враќања што изборувавме во нашиот роден град, сигурно и ти си имал, Ѓорги, верувам, прилика да патуваш многу, да останеш предизвици да се остане некаде. Меѓутоа, ете. Значи ли тоа дека оној преместен камен кој живееше во тебе, ти самиот беше преместен камен, нели? Да. Секогаш беше на различни места во светските меридијани, и еве полека, но сигурно сакаш да бидеш повеќе дома, се враќаме на каменот, ама каменот што си тежи на местото, така ли? Да, тоа беше интересно, зашто преместен камен, ако го разгледуваме таа некоја синтагма, ако ја разгледуваме од една фолклорна, нели, страна, на фолклорна диоптрија, тогаш тоа е оксиморон. Така. Зашто каменот се тежи на местото, тоа е еден во конфликт се тие два збора, преместен камен. А зошто каменот се преместува? Кога се преместува? Кога се гради куќа или кога сакаш некого да повредиш. Така. Меѓутоа, еве се одлучив за првото. Така. Супер. Што се случува во творечката лабораторија на Никола Маџирев? Тешко е да се дзирне низ клучалката од вратата на таа лабораторија. Твориш, пишуваш, што подготвуваш? Благодарам ми што искористи метафората за клучалка, зашто тоа многу ми значи во животот. Едноставно тоа е мислам поубава метафора и поубав символ за меѓусветот не постои од клучалката. Така. Едноставно се осеќаш сигурен кога ќе дзирнеш низ неа, мислиш дека никој не те гледа, а ти гледаш се. И таа сигурност на обсервацијата, на наблюдувањето на еден автор што е многу важно, нели, пред тоа да го соопшти, да го претвори во глас или во писмо. Секако работам на нова поезија, есеи, се објавија доста есеи, исто во неколку списанија во Македонија и во странство. Еве, се вратив од патување во Естонија, следуваат неколку мали кратки патувања и тоа всушност таквите прекини помагаат за работната маса или таа свест за творештво да биде поактивна, зашто нашите што велеа, посебно баба ми знаеше да каже, гледај си од твојот оџак да чади. Нели? Да ти тегле право од џако. Да тегле од џако. Од џако право да ти тегле. Право да ти тегле од твојата кшта, од куќата. Так. Ама тоа кога може да го забележиш кога ќе излезеш надвор? Апсолутно. Така што тие затоа секогаш ни се потребни тие кратки излегувања за да видиме, да се осигураме дека тука некој живее, дека тука има оган запален. Затоа и се вели за куќа огниште, кај што има оган. Така. И
тој оган ми е многу важен, зашто околу него да се собираме и ги раскажуваме нашите приказни. И целото тоа враќање во мојот роден град го сватив како собирање околу еден таков голем оган, околу кој си ги раскажуваме нашите приказни. Да бидам малку по-конкретен. Предпоставувам, љубителите на творештвото на Никола Маџиров се прашуваат кога нова книга со подпис Никола Маџиров? Многу, верувам скоро, за неколку, се надевам следната година максимум, зашто веќе се песните тука. Прво сакам да ја објавам поетската книга, а есеите може и нив ќе ги соберам понатаму во една книга. Кога зборуваме за есеите, зашто пишуваш најчесто? Тоа исто, тоа што го спомнавме, тој феномените на преместувањето, на таа дислокација што велат, на динамичниот дом, што е тоа дом за нас сушност. Зашто секогаш кога патуваме, ние не сместуваат во тие стерилни хотелски соби кои наликуваат многу слично, ги имаат исте тие агресивни освежувачи. Кога ќе влеземе внатре во собата, почнува да свири некоја класична музика, меѓутоа одсвирена од синтесајзер и почнува тој камин, некој оган да се појавува на телевизорот. И таа некоја атмосфера која се создава, која треба да биде во функција на некоја чистина, перфекција, всушност почнува да не плаши, зашто секаде станува исто. И затоа почнуваме својот дом да го уредуваме на начин, тој станува наш јазик на она што внатрешно го чувствуваме. И есеистиката што е токму за тоа, колку просторот надвор од нас влијае на нас, иако сметам дека понекогаш е сосема обратно. Го спомна пред малку ковидот, пандемијата од COVID-19, се соочувме со нешто кое не го очекувавме никој од нас, нели? Сега се соочуваме со нешто друго, се соочуваме со војна која безмалку трае 3 месеци. Овие нешта не плашат како луѓе, колку го плашат поетот во тебе. И дали тие нешта може да бидат инспиративни или сепак се бариера за нормално творештво? Доаѓаме пак до она конструкција, нели, може ли да се пишува поезија по Аушвиц? Меѓутоа, сметам дека е важно да се пишува поезија, но не да ги потврди историските факти, зашто таа суптилно е во еден притаен тивок конфликт со фактите, заради тоа што е тука за да осведочи лична вистина. Многу поети дале друга димензија на она што се случува во војните. Да речеме, еве Миклош Радноти, унгарскиот поет кој завршил во камп и така натаму, доколку не ги најдува неговите песни напишани искрини во джебот, тоа по неговата смрт, ние немаше да знаеме всушност што вистински се случувало во тој камп на еден многу убав, суптилен, метафорички начин, преку кој ти не можеш да го омрзиш непријателот, туку почнуваш да сочувствуваш со оној што страдал. И затоа поезијата е многу важна, заради тоа што таа осведочува ужас, меѓутоа не нуди омрза како одговор. Туку една голема емпатија која е многу посилна во однос на тоа да не се повтори истото. Зашто омразата само повтара војна. Така, на крајот на краиштата историјата вели дека во светот постоеле пандемии, доаѓале и си оделе, поминувале, постоеле многу војни, траеле и заминувале во историјата, но поезијата таа што секогаш останува, велат дека поезијата ќе го спаси светот. Веруваш ли во тоа? Па, мислам дека поезијата може да го спаси светот, оној свет кој што поминува низ филтрите на поетот и оној свет кој што е лишен, да речеме, од материјални убиства. Зашто тагата од исчезнувањето во поезијата сушност е почеток на ново нешто. А во основниот живот може да биде
завршеток во реалниот живот, завршеток на една приказна со кој ние не можеме да се помириме. Така. Поезијата секогаш е таа клучалка, пак да се вратиме на клучалката. Всушност, тој простор меѓу тие два меѓусвета во кои сметаме дека често пати знаеме да кажеме ајде сега, зошто таа поезија или што ми филозофираш? Така. Тоа е, тие две работи се во конфликт со стварноста. Дури и да не успее поезијата да го спаси светот, сепак е добро тоа да се обидуваме, тоа да го правиме, Така, секако. повторно и повторно и повторно. И тоа е доброто, нели? Треба да веруваме во нешто, нели? Токму тоа поезијата е врзана со силна верба. Во овој момент заклучувам дека ти не си за таа емисија. Емисијата се вика 15 минути а со тебе можам со часови и часови да разговарам. Да. И добро, нека ни биде само место и време кога ќе закажеме нешто по-сериозно, нешто по-големо, бидејќи за 15 минути со тебе некако, не знам, не би се допаѓа. Да, може да гостуваат гости со кои може да разговараме само на една-две тема, со тебе може да разговараме на 1001 и секогаш е тоа многу интересно. Надбор од поезијата, Никола Маџиров вела дека за македонско-колумбиските односи еден од најзаслужните е Никола Маџиров. Како ти оди таа работа? Па добро, ете, визите се укина. Меѓутоа не. Може коинциденција. Така? На приватен план, што прави Никола Маџиров ако дозволуваш такво прашање? Да, па секако, како и сите, ние едноставно имаме своји улоги. Тоа што Славој Жижек се обидуваше да рече дека поетите, тоест писателите се на некој начин легални шизофреници, зашто живеат во истовремено со многу гласови во себе. Така. Меѓутоа, ние во стварноста сме такви, ние сме во исто време и родители, и сопрузи, ние сме во исто време и работници, ние сме се и се што. И затоа сметам дека тоа е убавината на животот, и затоа треба сме благодарни на секое будење. Така јас го започнувам денот со благодарност за будењето и секако со кафе некаде во некој од нашите локали тука во Струмица. Оние помирните ти ги протежираш, нели, оние по-интересни кои некако му одговараат на профилот на Никола Маџиров, на поет, на некој така да, порано кој е различен од другите, не знам. TNT, да речеме, сега е во Рекорд, па тука е Блу на пријателот Горан, па тука е Вторник сега. Тука се снели Концепт, тука се Вавилон, така што тие места ќе останат култни места, сметам како еден печат, урбан печат на градот, и тоа се како некои острови во кои ние доаѓаме не за да бидеме сами, нели, таа идеја што ќе одиш ако си сам на остров, што ќе направиш, што ќе земеш со себе. Јас секогаш размислам кого ќе земам со себе кога ќе одам на таков остров, и сметам дека градот во кој израснав и сите спомени од тука се најважни оние кои нас не обликуваат. Јас не знам колку ќе земеш на таков остров, но знам што ќе земеш на таков остров, без пенкело и хартија не тргнеш, нели? Добро. Никола, ти благодарам за гостувањето во емисијата 15 минути со. Влезе во 50-та година, јас се надевам дека и во наредните 50 години ќе има убави теми за вакви убави разговори. Да, благодарам. Тоа е, нели, полувек, како велат зборот човек. Така. Значи, од человек или цел век. Така. Ние се надевам ќе го поминеме овој половина век. Дај Боже, нека биде така. Нека биде така. Ти благодарам. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание на оваа емисија. Довидување.